Бато и даде, за дидо и баба, за мама и тато, муси, семки, овошје, си е здраво и сладко, бако е бако, бако е закон. Хранете се здраво, живејте долго со производите на Бако. Во дневникот на ТВМ ќе гледате. Во Охрид презентирана православната енциклопедија, најголемото енциклопедиско дело за православието во светот. Дали представувањето на туристичките саеми е на потребното ниво? Охрид на брегот на вечното езеро, современ фотоводич за туристите. Продолжува традиционалната хуманитарна акција на Црвен крст за посреќно детство. Путин ги побара од своите генерали лидерите на ИСИС, живи или мртви. Да ја погледнеме временската прогноза, потоа започнуваме со дневникот. Данкат ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид преовладуваше облачно време со врнежи од дожд и максимална дневна температура од 15 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1012 хектопаскали, а дуваше и умерен западен ветар. Во четврток во југоисточна Европа, како и на југ од Скандинавија, времето ќе биде нестабилно со врнежи од дожд. Во останатите предели од стариот континент ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди. Во источноевропската низина се очекува првиот овосезонски снег, поради продорот на студен воздух од североисток. Максималните дневни температури ќе се движат од 4 степени во Москва до 24 степени во Атина. На Балканскиот полуостров утре ќе биде облачно со врнежи од дожд. Во централните и северните предели се очекуваат пообилни врнежи. Максималните дневни температури ќе се движат од 13 до 22 степени. Во Македонија во четврток времето ќе биде облачно со врнежи од дожд и свежо. Во источните и југоисточните предели ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. Утринските температури во интервал од 8 до 16 степени, додека пак максималните дневни до 14, односно до 23 степени. Во Охрид утре повторно не очекува облачно и ветровито време со врнежи од дожд. Утринската температура од 12 степени, а максималната дневна температура на воздухот до 17 степен. Во петок во Охрид умерено облачно со сончеви периоди. Во сабота и недела останува облачното времено со врнежи од дожд, додека пак стабилизација на времето се очекува од понеделник. Максималните температури на воздухот во интервал од 14 до 19 степени. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Фризерско студио Анита. Бидете со стил. Современ дизајн и висококвалитетни 5-коморни и 6-коморни ПВЦ профили. Изработка на комплетна ПВЦ столари и рулетни. Се од собствено домашно производство. Ролопласт Охрид, туристичка 50 скалеста зграда. Хотел Тино Охрид, спа и велнес центар за совршена релаксација на телото и духот. Во незаборавен амбиент на населбата Свети Стефан уживајте во благодетите на сауна, парна бања, џакузи, фитнес центар, надворешен, внатрешен и детски базен.
убавина на вашето лице и тело со бројни масажи, козметички третмани, ексклузивни пакети, обучени кадри. Дневна карта за користење базени и спа центар е 750 денари. Резервации на телефон 046 209 340. Тино, спа и велнес. Промотивна продажба на алат во Кармен Бау центар. Во петок, 2 октомври, започнува промотивната продажба на рачен и електричен алат. Акцијата ќе трае до 9 октомври. За секој купен артикал од најпродаваните брендови Топекс, Графите, Верто, Рехау и Мимонт добивате 20% попуст. Во истиот период ќе можете да ја погледнете специјалната презентација на електричен алат Метабо и електромашинен. За секој купен производ од овие два бренда следува 10% попуст. Во Кармен Бау центар специјален подарок за секој купувач. Посета на Смоларски водопади. 046 26 20 26. Престанете да сонувате, почнете да живеете. Стоп шоп акција. Милка кршен лешник 69 денари. Несле конфлекс од 500 грама 129 денари. Плежер наполитанки 1 килограм 99 денари. Подравка кокошкина супа 22 денари. Скопско лименка 0,5 литри 36 денари. Стоп шоп најблиску до вас. Добар ден, почитувани гледачи. Го следите првото издание на Дневникот на ТВМ. Најголемото енциклопедиско дело за православието во светот, Православна енциклопедија, денес беше презентирана во Охрид. На свеченоста организирана од Универзитетот Свети Кирил и Методи и Амбасадата на Руската Федерација во Скопје, беше потенцирано дека Православна енциклопедија представува информативно издание кое ќе даде сеопфатна информација од 2000 годишната историја до информација за современата состојба на православната ехумена, како и да ги запознае читателите со другите христијански конфесии и нехристијански религии. Во Охрид денес беше презентирано најголемото дело на христијанството. Во Конгресниот центар на УКИМ беше промовирано специјалното издание на досега објавените 38 тома од овај голем проект Православна енциклопедија, дело посветено на православието во светот. Пред нас стои грандиозно историско дело каде ќе биде поместен актуелниот живот и статус на Македонската православна црква, Охрид и Охридската архиепископија, што е од големо значење, како што истакна господин Стефан, архиепископот Охридски и Македонски. Набрзо следи томот, односно обработката под буквата М, а потоа и под буквата О, томови во кои посебно место ќе имаат Македонија, Македонската православна црква, Охридската архиепископија и Охрид, нешто што се потврдува, нешто што ќе го потврди и вековното пријателство и врските меѓу рускиот и македонскиот православен народ и секако нешто што ќе ја прикаже вистината за црквата во Македонија, незините корени, животот во овие 20 христијански векови. Специјалниот представник на председателот на Руската Федерација за меѓународна соработка Михаил Швидкој смета дека Православната енциклопедија можеби е најголемиот научен проект во последните 50 години, дело кое е од исклучителна важност не само за Русија и за православните земји, туку и за светот воопшто. Ну и наконец приехать. Сакам да кажам дека да го посети Охрид, да бидам на изворите на православието, на
основи на руските словенски зборови секогаш е многу длабоко чувство во мене се создава. Директорот на Православната енциклопедија Сергеј Кравец, кој за прв пат ја посетува нашата земја и Охрид, истакна дека престојувајќи во Охрид разбира зошто изворите на православието во Русија се поврзани со убавината која ја доживува во нашата земја. Это прекрасная земја и мы Ова навистина многу убава земја. Во Русија ги чувствуваме тие врски кои ги врзуваат нашите две држави и тој факт што православната енциклопедија денес е донесена во Охрид и целосно во Македонија е многу важна, а особено во тој дел што православната енциклопедија нема да стане само дел од библиотеката на Универзитет Свети Кирил и Методија, ама ќе стане основ за нашата идна многу плодна работа. Како што нагласи директорот на Православната енциклопедија Кравец, оставен бил простор за околу 100 стати во кои треба да се вклучи и македонската страна со потребните материјали. Во таа насока, ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи Велимир Стојковски денес беше назначен за главен редактор во тој дел. Од научен аспект, тоа е од големо значење, бидејќи енциклопедијата представува капитално дело, истакна Стојковски. Тој смета дека ова енциклопедија, според динамиката на која се работи и издава, ќе надмине 60 тома. За нас како држава е од особено значење заради тоа што сега е завршено пишувањето на буквата К, почнува буквата М, што значи дека ќе бидат опфатени многу аспекти од делокругот на енциклопедијата што се однесуваат на М Македонија, а потоа исто така многу значено буквата О која што ќе се однесува на Охрид. Веќе динамиката за истражување во таа област е определена, така што на истражувањата за одредницата под М ќе се посвети 7 месеци, а на истражувањето на буквата О, каде што спаѓа и Охрид, Охридската епископија, повеќе од 1 година. По повод презентација на Православната енциклопедија утре во црквата Света Софија ќе се одржи концерт на хорот на подворје на Руската православна црква од Софија. Инаку Православната енциклопедија во Русија представува научен центар, на чие печатено електронско издание работат 100 редовно вработени автори и повеќе од 1000 автори како надворешни соработници. Институцијата Православна енциклопедија основана 1998 година со одлука на председателот на Руската федерација и на тогашниот патриарх Московски и на цела Русија Алексеј II, како истражувачки центар во кој се обединети сите ресурси што ги поседуваат науката, државата, црквата. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на саемите на кои што оди не ја представува државата на потребното ниво, обвинуваат од Туристичкиот сојуз на Охрид. Потенцираат дека представувањето на саемите е само проформа и дека од тоа развојот на туризмот во државава нема некој поголем бенефит. Од агенцијата пак велат дека секој саем е посебна приказна и дека тие на најпрофесионален начин се подготвуваат за промоција пред заинтересираните клиенти. Представувањето на саемите за туризам од страна на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот не се на нивото на кое треба да бидат. Тие се без доволно настани на штандот, без пресконференции за странските медиуми акредитирани на саемот и туроператорите кои се присутни на ваквите значајни манифестации, без организирање на B2B средби меѓу нашите и странските туроператори на саемот, тврдат од Туристичкиот сојуз на Охрид. Оттаму потенцираат дека представувањето на саемите е само проформа и дека од тоа развојот на туризмот во државава нема некој поголем бенефит. Саемските промоции не се на нивото на кое треба да се, земајќи го во предвид буџетот со кој располага агенцијата. Површината на штандовите е од 40 до 60 метри квадратни, што е премал простор за сите оние кои сакаат да се промовираат. Местото во халата каде што е поставен штандот не е атрактивно за посетителите на саемот. Пултовите од штандот агенцијата ги издава под закуп на туристичките организации, така што за агенцијата има само еден пулт од 2 метри квадратни на кој седат 4-5 луѓе од агенцијата и често се прашуваме што прават тие таму. Нема активности на штандот или тие се минимални, нема организирани средби меѓу туроператори од земјата со наши туристички агенции или пресконференции за странски медиуми. Нема дополнителна промоција на саемот. Промоцијата на саемите е иста кога агенцијата имаше годишен буџет од 100.000 евра и сега кога има 2 милиони евра.
Од Туристичкиот сојуз додава дека саемското представување и тоа како потребно, но треба да биде добро организирано и изменаџирано. Тоа го потврдуваат и туристичките работници. Велат дека саемите се најдоброто место за продажба на туристичкиот производ. За жал, не би сакал да ја критика, туку добронамерно би рекол, многу внимание треба да обратиме на таа работа. Сум видел како се представуваат други држави. Значи, невидена работа, вистина, се гледа дека е тоа ложен труд, пари. То све се враќат. То све се враќат и то 10 пати поеќе и поеќе се враќат, нели? Значи, дефинитивно. Ето, книгава е само еден прилог. Значи, то треба не само книгава, тоа е цела наука, нели? Представување на град на еден саем. То се фолклори, то се јадења, то се, значи, не знам како да, значи, многу битна работа. За жал, не сме представени како што треба. Би сакал да е поинаку, се надевам дека ќе допре до некого ова моje видување на работите. Од Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот велат дека се зачудени од ваквите размислувања, бидејќи тие посебно внимание посветуваат на саемското представување на државава и нејзините туристички центри. Настапувале на многу меѓународни саеми и берзи, насекаде биле пофалени за нивната организација. Можем да го демонтирам само дека не се настапува така, дека веќе е брендиран секој саемски настап, како што брендиравме туризмот воопшто, кој што не беше брендиран до пред 5-6 години туризмот во Република Македонија. Со Македонија тајме, дека се настапува со единствен брендиран саемски настап, дека се настапува со пресови, ја напоменав, не саеми, ви реков берзи, значи чим се берзи, тоа се B2B средби. Значи таму нема индивидуални лица кои што доаѓаат на саеми и претежно се наменети за средби меѓу стопанството и нормално меѓу државите. Така да ја тоа би вете демонтирал и би посакал да дојдат да некои нашиве настапи следниве година да се уверат и самите. Моментално агенцијата е присутна на туристичката берза во Рим и Италија, а во периодов што следува ќе учества на туристичката берза во Лондон, Утрехт, Истанбул, Дизел, Софија, Москва, Белград и Гетеборг. Убавините на Охрид и езерото, презентирани во нов современ водич. Джепната фотопубликација е насловена како Охрид на брегот на вечното езеро. Станува збор за промотивен материјал по современи светски стандарди, како водич за патување низ фотографии и текст. Автори се пасионираниот фотограф Петар Боев и туристичкиот водич Джингис Пател, кои даваат заеднички придонес за Охрид да има што повеќе гости. Збогатен туристичкиот промотивен материјал за Охрид. Охрид на брегот на вечното езеро е нов современ водич наменет за странските гости кои доаѓаат во Охрид. Современиот водич е дело на двајца пријатели, соработници и влюбеници во Охрид, пасионираниот фотограф Петар Боев и професионалниот туристички водич Джингис Пател. На публикацијата работеле подолго време и процесот при изборот на фотографиите поместени во водичот не беше ни малку едноставен процес, вели Боев. Туристите преку водичот за патување низ фотографии и текст ќе ги добиваат визуелните и текстуалните информации за Охрид, езерото и планината. Фотопубликацијата по концептот и тематската содржина е од промотивен карактер. Незината цел е да придонеси Охрид, езерото, да бидат што подобро промовирани во современите трендови кои се наложени во светот денеска и го исполниме начинот околу промоција на она што го имаме фотографирано, на она што Пател го има напишано. И така, во таа соработка наша другарска, искрена, сакам да кажам дека не под некаков притисок, не под некаков проект или не знам под какви услови произлезе ова книга, него чисто од она долгогодишна наша соработка, искрена љубов према градот, према езерото,
да го створиме ова мало дело. Фотографиите кои се дел од промотивниот туристички материјал се дело на Петар Боев, а автор на текстот е Джингис Пател. Текстот беше одамна готов, но изборот од илјадници фотографии не беше ни малку лесен, вели Пател и додава секако финансиите. Но сепак публикацијата била случајно или не објавена на Светскиот ден на туризмот, кажува Пател. Мене ми е драго што можам да придонесам градот да се популаризираат, што се однеси до текстот. Текстот е правен концизен. Толку години сум со гости, значи гледам горе-долу што бараат гостите. Не се дојдени тука на научна екскурзија, дојдени се да уживаат, нели? Нормално и да слушнат по нешто. Охрид сам по себе е приказна, нели? Не треба многу да се кажува, нормално треба се кажат едноставно тие работи што не може да ги најдат сегде. Легенди, по некоја приказна за Охрид, нели? По некоја, нели, јас да го викам миродија, да се стави во цела таа работа. Најновата публикација Охрид на брегот на Вечното езеро е трето дело од заедничката соработка на Петар Боев и Джингис Пател. Автор на дизајнот на џепното издание е Боби Ќосев. Младите охриѓани ќе имаат можност преку своите спортски вештини и способности да ја искажат својата хуманост. Во организација на Општинскиот Црвен крст по 8 пат ќе се одржи хуманитарната и спортско-рекреативна акција за посреќно детство. Традиционален партнер на акцијата е стоматолошкиот центар Доктор Батковски. Хуманитарната и спортско-рекреативна акција за посреќно детство во организација на Општинскиот Црвен крст годинава ќе се одржи по 8 пат. Манифестацијата ќе започне на 9 октомври во 12 часот со главна трка во која ќе учествуваат деца од најразличен возраст, а ќе продолжи со спортските активности и забавните содржини кои ќе се одржат кај Центарот за култура и градската библиотека. Стартот на трката ќе биде на плоштадот Чинар, а целта на градското пристаниште. На манифестацијата учество може да земат сите кои сакаат да бидат хумани и кои ќе купат учеснички број кој чини символични 30 денари. Целта на оваа акција е да го поттикне најпрвин спортскиот дух, но и хуманитарниот дел кај сите луѓе, особено кај младите, кои што учествувајќи во оваа акција всушност и помагаат на своите врсници, на децата од социјално најзагрозените семејства, пред се за основни животни намирници и потрепштини, но и за лекување, односно за реализирање на здравствените потреби на тие деца. Традиционален партнер на акцијата за посреќно детство е стоматолошкиот центар Доктор Батковски. Многу награди како и бесплатни корисни совети за грижата и заштитата на здравјето на устата и забите кај децата и возрастните. Тие им нудат на сите кои ќе ги посетат на градскиот плоштад. Мотивот е да ги запознаеме, значи, сите учесници и најмладите и повозрастните од кое значење е одржувањето на хигиената на забите, затоа што со редовно и правилно одржување на хигиена на забите ќе имаме здраво забало. За најсрекните следуваат награди. Има 50-тина, првата награда е 7-дневно зимување на Златибор, како и престој во Крагуевац и викенд во Крушево. Излекувањето на наградите со учесничките броеви ќе биде на 24 октомври во 18 часот на телевизијата ВМ. Распишан конкурсот за доделување на највисоките општински признанија Свети Климент Охридски. Во чест на празникот на патронот на градот, градоначалникот на општина Охрид распиша конкурс за доделување на највисоките општински признанија, награда и повелби Свети Климент Охридски, со кои се оддава највисоко признание за животно дело, односно долгогодишни остварувања и врвни достигнувања во сите области од општествениот живот од особено значење за општината, што представуваат посебен придонес за развојот на градот и за нејзиниот севкупен придонес и афирмација во Република Македонија и светот. Право на учество на конкурсот имаат установи, трговски друштва, здруженија на граѓани. Во пријавата треба да достават кратка биографија и да образложат за какви остварувања конкурираат. Кон пријавата потребно е да се достави и најмалку една препорака од релевантна институција или истакнат поединец од областа во која се конкурира. Наградата Патрон на градот Свети Климент Охридски се доделува на еден добитник само еднаш и истата не може да се дели меѓу повеќе добитници.
Конкурсот трае заклучно со 20 ноември 2015 година, сметано од денот на објавување на конкурсот. Работните групи не постигнаа договор за изборниот законник. До 5 часот утринава траела средбата на работната група за изборните измени, но без резултат, па преговорите продолжуваат денеска попладне. Со ова рокот е пробиен, а македонските политички лидери не го исполнија ветувањето што лично му го дадоа на еврокомесарот Јоханес Хан при неговата последна посета на земјава. Изборниот законник, фрлен во сенка на предлог законот на владеачката ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ за мораториум на бомбите. Предлог законот на Талат Џафери и Крсто Муковски за необјавувањето на така наречените политички бомби на опозицијата ги одложија договарањата за прашањата како што се прочистувањето на избирачкиот список, гласањето на диаспората, одлучувањето по жалбите, медиумското спонзорство на партиите, одвојувањето на државата од партија и други. Предлогот на ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ за мораториум на бомбите бил тема на разговори на релација белгискиот посредник Питер Ван Хоуте и представници на владеачките ДПМНЕ и ДУИ за повлекување на предложениот закон за забрана на објавување на прислушкуваните материјали. Спорниот закон за забрана на објавување на прислушуваните материјали се враќа на доработка и заедно со измените на изборниот законник што ќе се договорат, ќе се најде на седница пред изборот на новите министри на 20 октомври. Во содржината на законот за забрана на бомбите ќе се интервенира преку амандманска расправа, соопшти Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМНЕ. Пред денешната дебата на СДСМ за проектот Визија за Македонија, председателот на партијата Зоран Заев рече дека предложеното законско решение на ВМРО-ДПМНЕ и на ДУИ е катастрофално. Во него има цензура, недозволени работи што не постојат ниту во најстрогите режими. Заев потврди дека меѓу партиите се разговарало дека во идниот период, кога ќе дојде темата за правосудството, ќе биде регулирано објавувањето на прислушуваните материјали во иднина за да нема злоупотреби. Инаку предлог законот за забрана за поседување, обработка, објавување и располагање со материјали кои произлегуваат од незаконско следење на комуникациите, по скратена постапка пратениците го поднесоа вчера, а тој попладнето беше доставен до пратениците. Доколку спорниот предлог закон остане во собраниска процедура, односно не биде повлечен, тој мора во рок од 20 работни дена да биде ставен на дневен ред на собраниска седница. Во тој случај во законот ќе може амандмански да се интервенира. Да погледнеме сега и дел од вестите кои што денеска ги пренесоа светските новински агенции. Шефот на Руската Федерација Владимир Путин издаде наредба на војниот врв на Русија да покренат потрага по лидерите на Исламската држава. Арапските медиуми тврдат дека Путин побарал фокусот посебно да се насочи кон лоцирање на водачот на ИСИЛ, Абу Бакар ал-Багдади, за кој се верува дека се крие во местото Рака. Путин побарал лидерите на ИСИЛ да му ги доведат живи или мртви. Ако се живи, ќе им се суди во руските судови. Ако ал-Багдади загине во акција, Путин сака да го види неговото тело како доказ, наведуваат арапските медиуми. Русија веќе цела недела води интензивни војни операции против Исламската држава во Сирија, а Министерството за одбрана соопшти дека цели на уништување се војната опрема, комуникациите, магазините со оружје, муниција и гориво. Најмалку 19 лица загинаа, 4 се водат како исчезнати при налетот на тајфунот Муџиге во Јужна Кина. 7 лица загинале при удар на торнадо предизвикано од тајфунот во јужната кинеска провинција Гуандуг, а уште 7 други ги загубиле животите во неколку свлечишта. Уништени се или оштетени голем број станбени објекти. Властите соопштија дека само во провинцијата Гуангдунг тајфунот предизвикал штета од над 3,66 милијарди долари. Билансот на загинатите во поплавите во американските држави Јужна и Северна Каролина достигнаа 16 лица и покрај тоа што интензитетот на дождовите е намален, голем број луѓе останаа блокирани во домовите поради поплавените улици, а илјадници се без вода или електрична енергија. 300 патишта и 160 мостови се затворени. Гувернерката на Јужна Каролина Ники Хејли ги повика на пресконференција возачите да ги почитуваат полициските барикади на поплавените патишта. Таа додаде дека се уште не може да
се процени вредноста на штетите од поплавите. Според властите, поплавите во Јужна и Северна Каролина се настан што се случува еднаш во 1000 години. Откако неколку брани попуштија, американскиот претседател Барак Обама во регионот прогласи состојба на природна катастрофа со што се активираа сојузните резерви за санирање на штетите. Амбасадорот на Карипската островска држава Антигуа и Барбадос во Обединетите нации Џон Еш, кој од септември 2013 беше председавач за време на едногодишниот мандат на Генералното собрание на Обединетите нации, уапсен е под сомневање дека добил повеќе од $1 милион мито. Еш е обвинет дека зел 1,3 милиони долари мито од кинески бизнисмен, меѓу останатото за да лобира за проектот за изградба на конференцијски центар на Обединетите нации во кинеската област Макао. Американските власти го обвинија поранешниот председател на Генералното собрание на Обединетите нации за злоупотреба на функцијата и затајување данок. Според документите на њујоршкиот обвинител, Еш примал мито од 2011 до декември 2014 година. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун изјави дека е шокиран од ваквите обвинувања. Швеѓанецот Томас Линдал, американецот Пол Модрич и американецот со турско потекло Азис Санчар се добитници на Нобеловата награда за хемија за 2015 година за нивните студии за тоа како човечките клетки можат да возобноват оштетена ДНК. Нивната работа обезбеди фундаментални познавања за тоа како функционираат живите клетки, на пример за употреба на развивање на нови третмани за канцер, се вели во соопштението на Шведската кралска академија на науките. Тројцата поделија награда од $960,000. Оваа недела ќе бидат објавени добитниците на Нобеловата награда за мир и за литература. Нобеловата награда за прв пат беше доделена во 1901 година, во согласност со волјата на шведскиот хемичар и производител на оружје Алфред Нобел. И овде е крајот на првото издание на Дневникот на ТВ, почитувани гледачи, само да ве подсетиме веднаш по него следува емисијата Печат со колешката Валентина Нелоска. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.